Европската и македонската демографска слика драматично се менува. Унијата старе годишно губи над 1 милион. Еврокомесарката за безбедност не делава со драматично предупредување. Незапирлива е миграцијата. Остава и трајни последици за Северна Македонија. До крајот на 2050 година ќе забележиме демографски пад од околу 7% според Обединетите нации. До крајот на векот државата нема да има ниту 1,5 милиони жители. Наспроти 2 милиони пред една декада или околу 1,8 милиони на последниот спроведен попис. Гостин во ова издание на Трилинг е универзитетскиот професор и поранешен директор на Државниот завод за статистика Благица Новковска. Господја Новковска, што повеќе ве загрижува? Миграцијата или депопулацијата на граѓаните? Мене најмногу ме загрижува тоа што немаме реални податоци и за структурата на населението, за големината на населението и секако особено за миграциите. Затоа што за да зборуваме колку сериозни ќе бидат последиците од мигрирањето на луѓето, треба да знаеме колку мигрираат, каде мигрираат. Затоа ќе речем најсериозно сум загрижена за тоа што немаме реални и веродостојни податоци. Дали тоа значи дека последниот попис не ги даде реалните и фактички податоци? Да, јас многу пати досега и во јавноста укажував и со факти пред се укажував на тоа дека последниот попис, кој што навистина требаше да се спроведе, можеби не во тој период, се очекуваше да даде реална слика. Не ја даде реалната слика за состојбите со населението, особено и со структурата и со многу други карактеристики на населението. И тука ќе дозволите да подсетам за тоа дека се беше базирано на пописна методологија, која што навидум беше подготвена според меѓународните стандарди, но според мене беше и со таргетирани цели и тенденциозна. И би сакала да објаснам што значи ова, за да биде разбран и мојата оценка за тоа какви се миграциите и зошто немаме реална слика. Кај нас во пописната методологија и со овој попис беа попишувани државјаните на Република Македонија и многу интересно беше дефинирано како тие ќе бидат опфатени, со дефинирање дека ќе се опфатат лица кои што се на престој во други држави, значи во странство, но не и дека таму живеат. Ќе потсетам дека до денешен ден нема објавено податоци за тие државјани кои што беа попишани со овој попис. Објавени се само податоци и тие се именувани како нерезиденти само по пол и по општини и по етничка припадност. Многу мене ми дојде чудно зашто не е објавено и по возраст. Затоа што ако се објави и по возраст, тогаш и некои други многу работи ќе бидат појасни. И исто така ова на некој начин не е доволно за да кажеме колку лица ни се надвор од земјата. Затоа што тие лица, ако ги разместите по општините во Македонија, а немате податоци каде се тие, со која образовна структура, со која економски, немате по возраст, вие не знаете дали ви заминувале доминантно младите или работоспособните, генерално, но од која возрастна група, ние ниту со овој попис не добивме податоци за миграциите. Господја Новковска, ги спорите резултатите од последниот спроведен попис. Според вас, која е точната бројка на граѓани кои во моментов живеат во државата и дали имате увид колку во последните 10 години се имаат иселено? Јас ги спорам затоа што ги спорам со факти, дека не е направено реално попишување, за да можеме да зборуваме колку реално сме. И само ќе потсетам дека за потребите на подготовката на проекциите кои што неодамна беа објавени, беше презентирано и податоци за да се видат трендовите од претходните пописи. Многу интересно е да се види дека имаме еден ублажен тренд се до 2021 и одеднаш драматично намалување на населението. Затоа сметам дека населението можеби е приближно тука, моите согледувања дека се помалку од 1.836.000 и нешто повеќе, но ако ме прашувате колку од нив се заминати или колка не била миграцијата, не можам точно да ви кажам од две причини. Затоа што
Немаме податоци за лицата што заминуваат од официјалните податоци кои беа користени како збирки, нели, поддршка на главниот попис, но мислам дека се навистина доста заминати, многу повеќе од 200.000, затоа што со овој попис беа попишани 260.000 лица кои што се, нели, надвор од државата. Мислам дека се многу повеќе, можеби околу 300 е малку поголема таа бројка ако ме прашувате за овој период од 10 години. Дали е на повидок демоцид, процес на иселување плюс пат на наталитетот? Да, реално е тоа да се очекува, затоа што се такви тенденциите и во регионот, каде што имаме слична структура и на населението, но поевидентно е дека Европа старее и тоа многу со брза динамика. Кај нас може да се очекува дека можеби поблага ќе биде динамиката на старење на населението, но тука ако зборуваме конкретно за нашите состојби, јас повторно имам дилема дали можеме реално да ги оцениме состојбите, особено што сите политики и стратегии ќе се базираат на овој попис, што беше спроведен 2021, и ќе спомнам дека со овој попис имаше една бројка од 130 и нешто илјади лица кои што беше кажано дека не се попишале. Според мене таа бројка беше многу повисока и сега кога правев некои анализи и споредби со предимenzионираниот изборен список, ми стануваат работите појасни, затоа што ако ги споредите за оние кои што се, нели, лица имаат право на глас од овој попис со она што е структура на избирачкиот список, има една огромна разлика. Тоа мене ми дава за право да претпоставам дека во пописните резултати од 2021 имаме вклучено лица кои што се, она што подолго време се зборува фантоми, но исто така поголем број е оставен во избирачкиот список. Зошто ова го кажувам? Зашто ако имате такви лица или такви категории импутирани во пописните резултати, вие не може да знаете по која возраст и по кој пол се, за да може реално да ги пресметувате фертилните стапки, наталитетот да го следите. Затоа сметам дека многу напор треба да се вложи да се промени нешто во збирките на податоци или во регистрите на населението, затоа што се друго би било само шпекулација. Затоа колку сме, какви сме, по пол, а сето тоа да го доведува во прашање се она што значи оценување реално на старењето на населението, затоа што тоа може да го оцените ако имате реална слика на возрастната структура, на фертилитетот или на наталитетот, ако имате реална слика кој е по пол вклучен во населението. Во еден период се зборуваше за популациона политика, сега никој не зборува за економски, социјален, ниту од аспект на човечките ресурси. Се иселуваат најчесто младата популација се иселува, образованите луѓе. Дали може да се соочиме со недостиг на човечки ресурси? Сигурно ќе се соочиме, но колку ќе биде длабочината на овие проблеми, може само да претпоставуваме, затоа што ако ни се иселуваат оние кои што заминуваат на студии, значи уште во тој период, потоа ни заминуваат и оние кои што се веќе со работно искуство, професионалци, тоа сигурно ќе направи поместување на пазарот на трудот, затоа што ќе имаме многу поинаква слика на работоспособното население, затоа што ќе ни замине голем дел од оној, да речеме, потенцијал, квалификуван кадар, но и потенцијал. Затоа што ако ги губите младите уште кога се на студии, кога се оформуваат и како идни професионалци, ги губите професионалците и тоа од, да речеме, најзабележително не само кај нас, туку и во регионот, е здравствените работници, IT стручњаците, но и многу други, да речеме, профили кои што се на ниво на квалификации, високо квалификувани луѓе, веќе ги губиме и оние кои што се со занаети, што секако дека се потребни ако ги бараат и другите земји, европските земји. Што значи сериозни поместувања на пазарот на трудот може да се очекуваат, и во секој случај треба да се има и една реална слика, а колку се прави поддршка во смисла економска на тие што остануваат тука.
Во една објавена анкета има и ваква реакција: младите не бегаат од државата, си одат. Бегаш ако си виновен, си одиш ако другите ти сгрешиле. Многу сликовита и многу реална оценка за тоа зошто младите заминуваат, зашто младите може да се споредуваат со другите млади, затоа што сега преку социјалните мрежи вие имате пристап и достап до многу информации и тогаш се прашувате каде би била вашата иднина споредено со иднината на другите млади. Дури ако направите споредби со младите од регионот, со другите, кои што така заминуваат, но можеби со помал интензитет. Така да се сложувам дека младите не бегаат, точно заради тоа што го дадовте многу добар описот, затоа што бегал тој што сгрешил, а тие не сгрешиле ништо и токму заради тоа треба да се потрудиме сите да направиме добри услови да останат тука. Тоа се потенцијалот и тоа се човечките ресурси на кои што многу мораме да им дадеме поддршка. Сведоци сме на пат на наталитетот со негативен природен прираст и социјално раслојување. Како во вакви околности може да се говори за подолгорочен економски развој и стратегија? Вие спомнавте и раслојувањето, сиромаштијата која што е се поголема. Во овие услови важно е да се направат час поскоро квалитетни политики, квалитетни стратегии. Знам дека се прават во последниот период многу стратегии, многу политики, многу често сме со информација каква политика, каква стратегија е направено. Повторно ќе се навратам, може тоа да се направи ако се базира на реалните состојби. Па знаете, и не само на национално ниво, за мене е многу поважно да се тоа реално направи на ниво на општините, на ниво на регионите, да се види што се случува во регионите, затоа што кај нас сите региони се специфични, да се искористат предностите во секој регион, во секоја смисла, за да може да се помогне економски, социјално. Мене ме загрижува и социјалните состојби, не само економските, но тие се врзани. Вие ќе имате многу подобри, поквалитетни социјални комуникации, социјални состојби, помала сиромаштија, ако секако е во ред економската поддршка на населението. Вие сте и експерт за движењето на сиромаштијата според статистичките мерила преку Джини коефициент на Евростат. Колку се веродостојни статистичките кошници за едно семејство во услови на зголемена инфлација? Она што неодамна беше објавено како некаква вредност на потрошувачка кошница за неопходното што е за едно 4-членоеве семејство, мислам дека е со потценета вредност. Мислам дека некаде беше објавено околу малку помалку од 60.000 денари. Јас од она што го знам и што го анализирам за едно обстојување на 4-члено семејство, мислам дека се потребни околу 80.000 денари. Што значи таа потрошувачка кошница можеби е за нешто што е многу минимално, но ние не треба да зборуваме за основно обстојување на семејствата. Треба да имаат поддршка или можности да имаат пристојно живење. Следите трин гостин во емисијата професор доктор Благица Новковска, поранешна директорка на Државниот завод за статистика. Господја Новковска, дали сме сиромашни со над 200.000 повеќе стамбени единици од бројот на семејства, ако 90% од стамбениот фонд е во приватни раце? Многу интересна дилема е ова. Дали сме сиромашни или сме богати, ако го погледнеме стамбениот фонд. Податоците што беа објавени, и ако се спореда со претходни податоци, нели, кога се прави целосен опфат на стамбени единици, тоа е преку пописните активности, многу големо зголемување имаше на стамбениот фонд и не со таква динамика зголемување на бројот на домаќинствата, што значи дека тие стамбени единици реално постојат. Барем тоа е лесно да се идентификува. Тоа зборува дека за мене тоа е само уште една потврда дека имаме големо раслојување. Значи имаме лица кои што своите пари мора некаде да ги вложат, а од друга страна имаме лица кои што едва и преживуваат. Што значи ова со стамбените единици, со големиот број, особено ако се тоа анализира и по општините, многу лесно може да се препознае дека е поврзано со ова раслојување и со да речеме промените во нееднаквоста која што за жал се зголемува.
Господја Новковска, на крајот овај година во која ќе бидат спроведени двојни избори, и парламентарни и председателски. Пописот е, односно податоците од пописот се многу важни и во делот за изборите. Факт е дека имаме намаление на населението, зголемени изборни листи. Како да се соочиме со се уште дилемата дали и мртвите гласаат? И можни ли се нови манипулации на престојните избори? Добро што го отворивте ова прашање, затоа што на почетокот спомнав. Ако се спореди бројот на лица офатени со избирачкиот список, многу интересно дека е еднаков со бројот, речи се еднаков со бројот на вкупното население. А знаеме дека во избирачкиот список се вклучуваат оние кои што имаат право на глас, значи над 18 години. 1.830.000, 1.840.000, толку се големините на избирачкиот список со број на лица и на пописот. Ако се земе во предвид дека со пописот добиваме информација колку лица ни се резиденти и тие се над 18, под 18 години, јас кога ја направив споредбата, дојдов до заклучок дека, а тоа е некаде 1.400.000 и нешто малку повеќе лица кои што се со право на глас, што значи се дел од избирачкиот список. Ако е тој 1.840.000, што значи некаде имаме 360.000 лица кои што се државјани, нели, на Македонија, имаат право на глас, но интересно е дека е тоа многу поголема бројка од она што е со пописот добиено, затоа што знаете дека беше објавено државјани кои што се надвор од Македонија се попишани 260.000. Значи имаме една бројка од 180 и неколку илјади која е разлика. Тоа дава за право да претпоставиме дека е огромна бројката на фантоми на лица кои што можеме да ги наречеме мртви, можеме да ги наречеме измислени, но огромна е таа бројка и за сите е јасно дека тоа е бројка со која што се манипулира на изборите. Тоа мене ме многу загрижи кога ги споредив податоците и од пописот кој треба да биде основа за многу планирање, многу стратегии, и кога го споредив избирачкиот список. Но нешто друго уште по-индикативно ми беше кога направив анализа на лицата кои што се, нели, во избирачкиот список по општини, кога тоа го споредив со лицата кои што се од пописот, нели, резиденти, и се добива за да видиме што се случува таа разлика 360.000. Многу интересно дека во општини, па еве да набројам дел од нив, имаме поголем број во избирачкиот список, имаме поголем број на лица кои што не се дел од резидентите, значи се во странство, а кои што имаат право на глас, и има многу повеќе лица во одредени општини од оние кои што им се резиденти. Значи повеќе нерезиденти кои што ќе гласат од тие кои што се резиденти. Такви општини се Гостивар, Дебар, Желино, Врапчиште, на врвот е Жупа, потоа е Маврово Ростуше, Ново село, уште можам да набројувам, но тоа за мене е сигнал дека имаме нешто што е чудно, затоа што имајќи предвид кои општини еве ги спомнав, затоа што кога ќе се спомне миграцијата, веднаш некако инстинктивно доаѓа, или многу често во медиумите слушам дека заминуваат младите македонци. Затоа ни се намалува бројот на учеството на македонците во пописот, еве, во вкупното население резидентно, а од друга страна имаме избирачки список кој што покажува повеќе во странство заминале од некои други етнички групи или ако од други општини кои што се со доминантно друго население. Што отвора уште дополнителни дилеми дали на вистина имаме реална слика за миграцијата, затоа што избирачкиот список е многу силен индикатор за сите пореметувања кои што ги имаме. И манипулации може да се очекуваат и за овие избори. Особено што имаме бројка која што е многу висока на оние кои што се со право на глас, а кои што не се во земјата. Може би дел се на вистина така, но ако имаме веќе 180 и неколку илјади кои што се разлика помеѓу пописот и тоа што е нерезидентно во избирачкиот список, тога што со тие над 100.000, тоа е огромна бројка
И исто така може убаво да се анализира по општини, каде што може да се очекува. Господин Овковска, ви благодарам за гостувањето во емисијата Трилинг. Благодарам за поканата.